Хуманитарната кампања Шанса за живот, која што започна од пред неколку месеци, продолжува со своите активности. Оваа кампања е наменета за новороденчињата од одделението на интензивна нега на детската клиника Скопје. Целта е да се набават што повеќе инкубатори и други апарати наменети за нормално функционирање на клиниката. Кон оваа кампања од неодамна се приклучија и голем број на естрадни личности од македонскиот јавен живот, а со нив разговараше мојот колега Гоце Андреевски. Со силно темпо продолжува да се реализира кампањата Шанса за живот наменета за новороденчињата на одделот за интензивна нега при детската клиника во Скопје, која ја поддржуваат многу познати личности од сите сфери на јавниот живот. Тие гордо го носат главниот белег на една од најголемите и најпопуларни хуманитарни кампањи насловена како Шанса за живот. Пејачите Јана Бурчевска, Владко Лозановски и креаторката Ивана Кнез ќе ни кажат зошто ја поддржуваат кампањата. Зошто и давате поддршка на кампањата Шанса за живот? Па мислам дека не само јас, туку и сите други луѓе треба да помогнат на ваква акција и неопходна е таква помош која нормално кога се работи за најмалите. А на најмалите им е потребна преголемата помош. И мислам дека најмалку што можам да направам е да се вклучам во оваа акција и нормално ќе се трудиме заедно сите да направиме да излезе добро за сите. Секоја кампања од овој калибар треба да се поддржи, затоа што секој граѓанин кој што може да се дозволи да донира и да дарува, би требало тоа да го направи. Најпрво, слаба сум на хуманитарни акции и во принцип никогаш не ги одбивам. Се трудам да се вклучам што е можно почесто. Од друга страна, ова кампања ги таргетира најмладите, односно буквално најмладите. И сметам дека животот покрај тоа што е уставно загарантирано право треба и на друг начин некако да се обезбеди со оглед на тоа што нема услови. Сметам дека оваа кампања многу ќе помогне околу подобрување на ситуацијата. Колку е значењето да се даде поддршка на една ваква кампања? Конкретно на Шанса за живот е важно затоа што се инвестира во опрема, опремата дава резултати на малку подолг рок. Значи нема да биде помогната само една генерација, туку многу подоцнежни генерации понатаму. Потребно е не само за вакви хумани акции, туку за секој на оној што му е потребна помош, треба секој човек да се види хуман, да биде совесен, така да потребно таква работа. Се разбира дека е огромно значење и се разбира дека важно е за луѓето кои што немаат да им се помогне, да се најде начин да се дојде до некое соодветно решение и луѓето кои што се во можност, сите граѓани кои што се во можност, тоа да го сторат. Кој е вашиот впечаток за тоа колку граѓаните се заинтересирани да ги покажат своите хумани вредности, особено во ваква или слични вакви кампањи кои што се насочени за најмладата популација? Па сметам дека секој малку барем разумен и совесен човек би се вклучил да помогне во ваков случај. Која е вашата порака до гледачите на Алфа? Мојата порака до гледачите на Алфа би рекла хуманоста остварува најдобар резултат кога ќе се сподели, затоа бидете хумани. Дел од останатите познати личности кои ја поддржаа кампањата се популарните Желјко Јоксимовиќ, Даниел Кајмаковски, холандската амбасадорка, блогерот Бетмен Велит, утринската редакција на Алфа, како и многу други. Вклучете се и вие во оваа кампања и помогнете им на бебињата од одделот за интензивна нега да ја добијат својата прва битка.